Здраво, дечки! Добро дојдовте во нов подкаст, нова епизода. Како муавет? Ние повторно. Секогаш и сегде. Беше определено еден период да снимаме со интересен гостин, не испадна заради гужвите. Ја едвај дојдов и еве го тој продукт од таа загуба, така да ја наречам. Сум добро, не е проблем, друг ден ќе преместиме, ама заради Зошто да? глупа причина не можеше да се одвие подкастот, а верувам и некои други работи низ Скопјето што требало да се случат. Ете, луѓе додат на работа или некој настане ако имало нешто. Баш денеска сабота време, а вака. Сабота хаос. Еве, ти знаеш, цел ден си. Да. Излезен од 11 саат, климе на подкаст у 7, у 6. Добро, у 5, извини, у 5. Не е битно. Океј, не е битно, касно Битно време е, хаос веќе темно, хаос и нервози едно друго. Зошто да се случуваат такви работи? Затоа што некомпетентна држава, некомпетентен град, се криват еден со друг. Ти си Ти си крив што ја каснав се. Таков муабет, буквално. Ама Јас сум крив. тоа е. А јас цел ден дома. Морам да се за шортот да кажеме некоја драма тука. Ти си крив. Од надвор од контекст кој ќе извадиш. И така, тоа ни беше прва тема, некако јас ја започнав. Да, за сообраќај, за автобусите. Катастрофа Конкретно невидена. за автобусите. Кога ќе помислиш нешто дека си стигнал до најниско ниво, си ка окей, не може пониско од ова и само се случува ова со автобусите. Хаос невиден у градот. Мене уште не ми е јасно каде стана проблемот. Каде Не знам, искрено, некако дознав ја за ЈСП, нели, по вести кажуваат и по портали, меѓутоа не сум се замарал толку многу затоа што разочарувачки е да се замараш ти за проблеми кои што настануваат од ништо буквално, кои што не смеат да се случат. Да, ама види, ајде добро. Сега може, не знам како ќе звучи ова, ама еве јас ти одредени луѓе со сопствено возило, сопствен превоз. Не ти треба автобус, нормално не те интересира. Нема автобуси, не ти е гајле. Бидејќи 99% од времето си со кола, да. Ваму таму кај ама да еве идеш со кола. одам со кола, испаѓа подобро пешки да сум дошол. Да. Пешки да сум дошол до кај тебе и дошо имав Ти обврски треба денеска 2 друга. сата пешки, ама Побрзо пошто ќе си стигнеш пешки. далеку. Па не, Побрзо пошто ќе си стигнеш. далеку за тоа. Да. Јас живеам од едниот крај на градот, клима на другиот и мислам не, тоа е нешто што не сме да се случува, ама еве тука сме денеска и мене не ми е сигурно дали јас сутра ќе имам вода за пиење. Не, најискрено ти кажам, тој преска ти го пише во чат. Ти викам ај не може да изгаса водата. Замисли бе. Ај не може. Не, стварно. Ај стварно не може да снема вода и после ќе речат таа било криво, градоначалничката или не знам те кој таму. Овој бил крив, оној бил Утре крив. станувам од Гледам сабајне. вака, добро викам, дали сте вие нормални, си викам у глава така. Не се концентрира да го решат проблемот, туку се концентрира. Не бе ти си крив, јас што каснам денес ти си крив. Гледаш како или не знам, тебе што ти се случило, ти си крив. Па дај реши го проблемот што кривиш луѓе. Муабетот ми беше замисли утре стануваш и не знам да се измиеш, да испереш заби И нема вода. ова и само пушташ нема вода. Абе види, добро, Со пљумката. Да, буквално. Малце глуп пример со водата, пошто си има случајно, добро, окей. Ама не, замисли нешто такво се и неколку дена нема вода. Ама низ цел град, не само Да, не само се одредени. случува обично кога снемува вода или Да, ќе снема одредени улици се. Да, или ќе снема кај мене дома, па ќе одиме кај баба ми дома, или кај баба ми ќе снема, она ќе дое кај нас. Да, Обично да, така се. да. И се замисли и таму и ваму и низ цело Скопје да нема кај да се измиеш, да сите со води да се замисли. Еве, кога денеска сообраќајот што беше сабота време. Пази, сабота, ајде да речеш петок. И петок беше катастрофа, ама сабота беше полошо некако. Ама сабота, види, сабота Одат луѓето да пазарат веројатно да се сите си ги завршуваат домашните обврски пошто од понеделник до петок на работа. Нема со кога, други нема обврски, кога. ова. Па ја немам кога, Еве, па освен тоа сабота. Ти знаеш одличен пример. Освен сабота немам кога Одлично. друг пат да пазарам. Секој Затоа што дневие. нема, имаш обврски работа, факултет, подкаст имаш. Иначе го почнав муабетот тоа со колите, со Да. автомобилите. Почнав, значи ние нели имаме коли и можеме во секое време запали кола, идеш ваму, идеш таму. Да. Поентата ми е, тие што немаат сопствено превозно средство,
што мора на автобусите, на јавниот градски превод да се фокусираат и да, нели, им треба автобус да одат на работа, да Да. одат да пазарат, еве, да одат, не знам, да спортски активности децата, Деца на школа да одат. студентите од Кои ги другиве градови немаат, Не се битни не доаѓаат сите со Не се коли битни. тука. Сега јас познавам, има со коли што доаѓаат, ама има и со автобуси што Некои што не, доаѓаат. не може да си дозволат автомобил. Јас не знам како е со приградските, со овие, од пример, од Скопје до, не знам, Тие до па се Неготино. непостоечки, тие се непостоечки тогаш. Ако го имаме овој проблем со горивово, чим нема во центар автобуси. Не, ама тие се приватни компании. Не, збориме за јавните што се. За јавните. За јавните, Тоа зборам. Сега што приватно, ем имам автобуска карта, ем да плаќам приватно. да. Е па кога е логиката? Ќе видиме, ќе видиме. Ќе видиме што ќе. Не, ќе го решат. Значи, знаеш како? Ќе го решат до нова година. Секогаш е така. Секогаш кога има некоја криза, таква слична со автобус или не знам, за не ми текно моментално кој друг исто така имаше криза и ќе чекаат 5 до 12, 12 више почнуваат да каснат. Се настанува голем проблем и отпосле го решава. Како, види го решивме. Браво. Фората беше бев на стендап. Да направиме промоција кај кого или не? Па сега не е битно, знаат, по тие што биле знаат Да. на кој стендап. Да. Ама имаше такви зафрканци како македонскиот народ. Све чекаме 5 до 12 или дури не ти дојде. Тоа е тоа всушност што го зборевме у нултата епизода. Да. Текнува за короната која правевме мовет. Се е 5 до 12. И не е ни некојаш не е ни 5 до 12, тај. Некојаш е у 12. 30 секунди пред 12. Не знам Значи, што да кажам, така, трагикомедија. Ама Трагикомедија. тоа ни е во гените, во како да кажам, Абе, добро, во ама корените. толку ли нема некој да земе да не знам. Што? Да Да го рече, поправи, да го сега да ќе се рече. смениме. Па не знам, Да не го знам. смени Може цел- може и системот не дозволува, може има некои што стварно се занимаваат со тоа да се подобри нешто, ама немаш сам. Немаш сам. Истиот мовет што го правевме пред некој подкаст исто така, пред некоја епизода. Немаш све сам. Не можам само јас да не го фрлам ѓубрето, не можеш само ти да не го фрлаш. Кој е поентата ти да го чуваш у џепа, кој јас го џитнам одма. И обратно. Да, тоа Па што го тој зборевме мовет, не на може се Global јас да Warming земам да се епизода. замарам, другиве да се свиркаат. Да. И окей, не знам што да кажам, едноставно ќе се сноѓаме периодов. Тука е проблемот и со загадувањето. Да не збориме Тука е проблемот и за истиот проблем е, колку веќе 5, колку 6, 10. Ќе дувне години, некој не знам. ветер ние го решивме. Кој го реши бе? Ти ли го реши бе? Ти ли најде да кажеш? Господ го решил, не ти. У тој ден кога ќе продуе ветер, го решивме и после тоа утре дента пак. Утре дента пак Не, или магла. до година пак магла. Јас знам некако тоа ми доаѓа, не знам дали чудно или смешно, И двете. ама нели нова година која славиме, сме славеле веќе Да. 2-3 години заедно. Кај мене, нели, и нели кога си одите са бајдето, таму 6-7, Да. кога треба да си одите више за Не некој гледам дома. прст пред очи. И нели како ще отвараме вратата и нели магла на секаде, јас не можам да си ја видам влезната врата од кај мене. Тоа го искуствивме тоа. Ова што ми е на тремот, столиците, масата, тоа се, Двај. не ни тие не ги И тие не гледам, се гледаат, а тие да, се да. на колку, на 5 метри се. На 5 метри. Дали си на толку? А не можам да си ги видам од влезната врата. Еднашка се истрипав, Не знаеш кај си. отворам, викам, Дали сонуваш? чекај бе брат, што се дешава? И дури сватиш дека е му свали маглата и не е маглата, загаденоста од воздухот. Што би рекол нашиот другар ако го гледале влогот, паднал облак и се сопнал. Да, поточно. Се сопнал облак и паднал. Он малце е утна фората. Па да, добро. затоа така реков, паднал облак и се сопнал. Значи прво паднал па се сопнал, пази ја фора. Поздрав до Ефто. Поздрав до Ефто, да. Многу добар влог. Нека го видат тие што не го Да, виделе. гледајте го Ајде. влогот. Влогот е од 24 забавен часа, карактер. 24 часа пристигаме у Шупа, или како беше, у Подрум. У Подрум, У Подрум, у Подрум. да. Можеме тоа парт 2 ако сакате. Пак у Подрум. Да. Или ај друг пат. Може ако е ефтино, ако не дам 50 евра пак. Ако е 50 евра, ефто ќе платиш. Може ако е ефтино или
не знам. Или ако има Колку ефтино? или ако има 40 влогот, евра. или ако има претходниот влог, колку лајкови? Еве, 100. Рековме, не, 100 лајкови, рековме за журка. 100 за журка? 100 за журка. Епа, колку? 500 за парт 2. Што, у подрум? За подрум, Ајде, мислам. 500 лајкови. Ајде, 500 за Ајде, парт. може 500 стварно. Нема да стигнеме 500, ама окей. Не знам. Гледаш сега за... Сега замисли крена Сега, подкастот пример, и не, ама пример 1000 лајкови. за година, не знам, за некое одредено време, сега да не кажувам, ама пример за одредено време и само гледаш, ти праќа некој порака или не знам. Абе, што направивте со 500 парт лајкови. 2 бе? Да. Шо бе, што направивме? Па нема. Мора 500. малце Шо бе притисок. нема? Па 500 има. Како бе има и ние такви? Чекај бе, стварно ли? Ќе не извести YouTube, ќе рече, 500 лајкови. Браво. Не. Известуваат. YouTube не се замара. Известуваат, кажува Зашто? во мејл. Па кога стигнеш на пример 100 лајкови, ти пишува имаш 100 лајкови или Да? имаш 500. Да, има. Не сум знаел. Има. Не сум знаел. Епа дека не сме стигнали уште 100 лајкови, па затоа Па тогаш не се знае. кога стигнавме до одредена бројка на views, епа тоа е 500 тоа. кога стигнавме views. Епа тоа е кој кога и стигна ти вика нешто, браво 500. Congratulations, нешто, како вика, keep it going. Плей батонот кога? М. 100.000 кога ќе имаме 100.000. Play buttonот. Дали мислиш дека ќе ни го дадат ако стигнеме? Ја мислам дека нема се замарат. Ќе видат Зашто кои да се не ни го дадат? кои се овие како cake of muebe, ќе речат нешто таму. Што би рекол Иван Ајнштајн, кауф муаве. Кауф ама муаве. не со нивниот акцент, со англискиот. Ќе речат ај не мора зови. Поздрав и до Иван Ајнштајн. Ќе му речеме ќе не речем на нас, ќе ни пише мејл за YouTube зборам. Стигнале. Ај кажи им утре. Па сутре ќе да е. Ај за 2 недели кажи им. Ај за 2 години. Ај за. Нике на вргала така. Или ај кажи им да иман сабскрайбнат некој Да. Или ти намали им Да. сабскрайб. Ај сега тоа малце драма. Не знам дали да кажеме, па дека лајковите не ги скратуваат, дека вјусот не ги Да, скратуваат. не На знам една зашто. епизода не ги скратија Стварно вјусот. не знам зашто. На другата лајковите, за томато требаше парт 2, еве се скратија лајковите. Каша побора. Не знам зашто YouTube дали За вјусот мене не ми е. дали не челичи или не знам, дали може, намерно може и да види до кај можеме да истрпиме. Може, не викам не. Можеби Може и- на секој почеток. Може и не им треба више познати луѓе, им требаат само некои што се трудат само, па не знам. Абе добро, ама сега Пумпаме, пошто ние пумпаме сати, фактички, ама а не ние- добиваме ништо за возврат. Ние се трудиме, ама трудот ако не гледаш Не резултати. не дека само да не сватат погрешно, не дека не добиваме прегледи, ние добиваме да, окей, 100-200 прегледи, окей, ама после тоа замисли се, добиеш 200 и само ти се сменува 140 и што сум направил за да ми одземе 60. И сега може ќе ти рече, ботови ово, она, па ја не сум крив, ти среди се платформата. Што мене ме казнуваш за тоа? Па не, така му доаѓа. Ако се ботови се остај ги 200 виз шопај ти. За трудот, да, види, се трудиме ние, да. Малце скршнавме, ама добро, Абе, нема. добро, малце скршнавме, ама Таква сега епизодата, таков е малце. денот, таква е епизодата, непосредна таков е денот. епизода. Мора да одиме, да тераме Да. напред. Ајде, Сега здравје кога ќе дое гостина, ајде, поинтересно. Следните 2 епизоди се надевам ќе бидат со гости. Дефинитивно, да. Планот е со гости. Планот Ако беше и снема ова. вода, ќе знаете зашто нема подкаст. Епа ако снема вода ќе пиеме кисела. Тоа е. А зашто се вика кисела вода, дека се искиселила обичната? Тоа сум се прашувал и со населбата и со водата. Значи треба да му кажеш на водна обичната вода треба да ја кажеш некој кринж джок за да се скисети, да биде како. Зошто е кисела кога е газирана уствари? Каков муавет? Морам малку за шортот сега, out of context. Да. Иначе за трудот што сакав да кажам. Е. Пошто нели викаш ти им треба некои луѓе за да се трудат ова. Па не некој повеќето луѓе 90% Види. јутуберите што пумпаат контент, пумпаат сати контент, а уствари добиваат демек views, ама не е тоа, не се пробива. Види, Алгоритамот ние се трудиме, не ги ама наградува. гледаме некои резултати и затоа продолжуваме. Ако не ги видовме овие резултати до сега, Нормално. ќе си речевме па зашо трошиме време. Резултати. Па добро, ти дека си немал до сега
искуство со YouTube. Па добро, со се. види, ама 100 сабскрајбери, Абе, 130. не сам малце, види, јас поточно. не сакам да кажам дека сум неблагодарен. Нормално 100 сабскрајбери може ли 0 да бидат? 130. Може ли само 20 да бидат, а? Стана 130, 133 сега. Да. Меѓутоа, не знам. Јас сум го поменал тоа, веќе сум стигнал до 2000 Да, си сабскрајбери. стигнал до 2000. Добро, 1990, ама и си добро, окей. викаш, И сум надминал на другиот канал над севкупно над 100.000 прегледи, 120.000 прегледи и сум као ова не е ништо за мене, не ме изненадува, затоа што више Да. сум го надминал тоа. си викаш, Сега ако дојде 10.000 на видео, 15.000, ќе речам као аха, окей, ова е веќе значи, да, на ова прав е пат веќе сум. друг муавет. И можам, пошто толку ни се и годините, сега више сме у фаза кај што треба да работиме, треба фамилија да правиме, да не е како порано да се заебаваме, да бидеме кој ај ќе снимаме Minecraft, ај ќе снимаме Да. Crossbar Challenge и ај ако нема виус никому ништо. Да бе, да. А пошто- сега е више друго. Пошто било Ја имам основно 23. средно, Так. основно средно, што ти се обврските домашно, Немаш многу Испрашување, обврски, да, тест. искачаш, се пијанчиш. да добиеш една Да. петка. Да. Добро, И- јас не сум се пијанчил порано, ама Да, сум пишал домашно. тоа е друго муавет. Сум играл NBA. Тоа било NBA. моето детство. 2К14. И сум правил видеа, ете тоа. Да. Ама сега некако Добро потешко. сега. Јас сум бил друг тип, така да. Добро се, не сакам да кажам, сме имале поише време, Да. на тоа да. можеме да се согласиме. А тука веќе да, 22, 23 веќе сакаш да имаш некоја па не пара дека за тебе своја, да не само е што веќе од твоите да ти даваат. Не само што сакаш, туку и голем дел исто така се принудени да работат. Да. Пошто не сите А и го ти ја имаат стига таа и привилегија. притисок факултет, мораш да завршиш. Нормално. Те гази времето Мораш- едноставно. Мораш да работиш, мораш факултет, мораш све ова. И плюс ние го имаме и подкастот кај што стварно сакаме да 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 направиш успееме нешто. и се надеваме дека Добро, ова е реално трудот до ќе ни се душа. исплати. Од моја гледна точка подкастот е помалку стресно од другите обврски, затоа што другите обврски Да, се затоа што- ова е пасивно е ова, можеме кога сакаме да се договориме, можеме сега си бара и оно, нели, шортови, си бара тамнел, си Бара бара работа, обврски, си нормално. бара еве едиторот ни помага колку толку многу голема помош, меѓутоа пак има обврски, нели, други да го средиш јутубот, тамнелот, шортовите, Да. не знам, промовирање, па бараш гости, па се договараш дали може сабота, па петок, па ваму, па таму и има Па дали автобусите Ангажман ќе има. каснат? дали автобусите ќе каснат. Леле, не знам, многу ме иритираше тоа денес, ама и многу луѓе се Па не, затоа Претпоставувам. имаше протест, веќе имаше еден протест. имаше нормално. А ќе има уште, сигурно. И сигурно ќе има. студентите исто направа, еве да ги поздравам, организираа протест за баш за ЈСП организира и за други некои Само мислам одправен или општо? проблеми. За правен знам, за другиве факултети не сум сигурен, сигурно имало. Сигурно имало. Само што ете мала анекдота за протестите ги ставаат у време кога сите сме на работа, буквално во 1 во 2 часот. Колку луѓе ќе собереш за на протест у 2 часот? Да, протест е за во 5-6. Евентуално 4-5 саатот, 6 саатот, кога имам време, ќе си дојдам дома, ќе се средам и ќе искочам да ќе постоам 1 саат, па после тоа ќе продолжам нешто кафе. Па ово, да, или ќе дома. поддржиш едноставно. А не 2 часот и са сакам да одам, а не можам. Или сум на работа или други обврски имам. Што ми беше друго муабетот? Извините, прекинав. Не, За- окей. За јас се позборевме, па после преминавме на Лабав подкаст со многу шалтање на теми, многу ама шалтање, да. тоа е. Сакав да те прашам дали гледаше вчера. Што? Па игра Лейкерс, мислам. Аха, Лейкерс вчера не ги гледав. Сите ги игри ги гледав, освен Пистонс и вчера. Вчера Да, не бро, можев. бевме заедно искошени. Пистонс знаев дека ќе ме изнервираат, знаев и бев кој не ги гледам, знам дека ќе изгубат овие, и стварно изгубија. Ме изненадија многу други утакмици. Какво нема табела. Magic се одличен тим и среќен сум што не изгубивме 20 разлика, туку беше само една. Ама пак е фрустрирачки да па макар и еден разлика да изгубиш. А толку близко си, а толку далеко како тим. Да, смислам победија. Далтон Кнехт, огромен поздрав. Го покануваме на подкастот да дојде. Еве Да. Евробаскет квалификации, Украина, Израел. Да, и нашиот. Дианджело Расел, извини, сам да кажам за Дианджело Расел. А ја кога ме мислам праша за за нашата Lakers. репрезентација. За нашата ќе кажам, да. Ќе спомнеме, меѓутоа за Дианджело Расел сакав да речем дека ќе играл за Литванија сега. Еве ги. Не дека им треба Дианджело, пошто онака он е дрце, така да се изредам покултурно, ама
Так. Тој мене на почетокот добар играч беше бе. На почетокот. Во сезона, да, после плейофс кога ќе дојдат, Анджело Расел. кога ќе дојдат А плейофс. што се случи со Ендрю Вигинс? Не, тој уствари за Wiggins. Golden State Тој за играше. Golden State, не го знам. помешав, нема врска. За кој мислеше друг? Уигинс не играл никад За нас. Ендрю Вигинс, ама го помешав дека у Golden State, А, дека жолто аха. со жолто за тоа. Аха, жолто со, да, па едниве се Жолто за жолто. Golden едниве State се фиолетови, жолто, другиве се Lakers- плави. Па добро, ама Да. и Lakers имаат жолто. Да. Иначе, еве, добро, Бостон победиле, Golden State Еј, браво. победиле, Пластична екипа освоја. Филаделфија. еве Поздрав ги. до Каси гаше другарот. Поздрав до Коста. Не бе, не добро и до Коста, ама не мислев на Коста, на За другиот другар. Бостон. Не е битно е. Бостон. На нова година што дојде. Каси викаше. За Бостон? Да. Што најавил? Да. Аха. На тој другар. Да, е. поздрав до него. Да. Иначе не знам зашо. Треба да се префрла на 4G или нешто зафркаваат резултативе. Добро, не е Ама важно. Филаделфија изненадувачки исто победиле. Филаделфија Што имаат тони лоша серија. изгуби, од толку загубени утакмици еднашка. Добро, 4 пати сега. А види, не е зачудувачки што губат. Джоел Ембит колку време рекоа дека ќе го нема. Да, ама нешто зборија за Ембит дека сам он си прави некои проблеми, дека не ќе да присуствува на тренинзи, не ќе да се соработува со играчите, како на пензија да ја пуштам. како од Клиперс Кавај Ленард. Кавај Ленард, да. Ама добро, Кавај не се него понаша го барем. тераат. Кавај е друга ситуација, ама се понаша како да е Кавај, а не Да. у ситуацијава. Сега добро, окей, јас разбирам повреди и се тоа, да, ама Иначе сакав да ти кажам за Далас. Далас победија конечно. браво, конечно. Сам конечно имаат мислам Некако три Далас победи поред. лош почеток, дали би рекол лош почеток дека Лош за нив? почеток. За Затоа мене што лош почеток. Ја очекував да бидат топ 4. Очекував јас да бидат топ 2 море. Да, Топ 2 очекував поголеми бидејќи очекувања. Па минатата година до финал стигна. Ај види. Сега ќе кажам Томсон. Не толку Томсон, туку целата екипа споена Дончич, Дали- Кавај па ја. И Дремон Грин, кој? Вигинс? не бе, Кој? овој бе брат. Чекај, за Далас ми збориш? Да, за Кајри Кајри. Ирвинг. Ја почнав од Голден Стейт да ги кажам. Дончич, Ирвинг, Томсон, Да. Графорд е добар под кош. Добро, јас Друг повеќе кој не ги гледам. кој беше таму сега? Не ги гледам ја, ама од ова што пратам, пошто касно навечер играат сега. Кој ќе гледа у 3 сат па пол? Добро, ја ги гледам репризите, не можам ни јас. Не можам да гледам репризе затоа што плюс време ми е од сабајле да одзимам или после вечерта. Едино ако играат некојаш у 11-12 преку сила у 1,5 знаат многу често да играат, кога играат у 1,5 можам да погледам така прво полувреме, нешто така, па да си легнам. Добро. Ама сега да Така. кажам ми изненади пошто Дончич, Ирвинг, Томсон, Не добро знам зашто- Томсон се врати од повреда, ама тоа помина веќе што им засмета оваа сезона, мислам стартната Една, сезона. ја Дали мислам- дека дојде Томсон па нешто менуваат многу стратегија, не сваќам. Ама Може не- докажано е премногу звезди у еден тим не е добро. Па не е звезда Томсон е звезда. Беше звезда. Беше звезда и уште Сега му е е- тоа у него. Во ред, да, ама И сепак си е... вика, еве, кој тоа- сте вие? Абе добро, види, тоа исто кога да кажеш дека Уестбрук е звезда, што реално не е. Не се има влошено дефинитивно. И сега како ролплеер ако го ставиш да игра, нели? Да. Ролплеер е, стартна позиција е, ама дали е звезда тешко. Види, Весбрук беше добар само во Оклахома, искрено. Да, него многу могу да ше во Оклахома. После како беше После тоа дојде кога Дурант. отиде во Дурант беше со него цело Да, време. па со Дурант Него тој Дурант дека си игра, отиде, Дурант си отиде тоа, за- да, така беше. Дали да. беше за Голден Стейт од За Golden State, да. Да, он остана само во Оклахома И толку. и после тоа отиде во Он Хјустон. отиде во Хјустон. Со Харден се влоши односите и он Да. како играч исто се влоши. И толку после Епа тоа Харден дојде во Лейкерс, па во Лейкерс многу катастрофална Харден грешка беше од наша страна, од страната на Лейкерс катастрофален трейд. Изгубивме многу добри играчи. И јас уште од тогаш знаев, мислам не тој период
послабо гледав НБА, ама кога видов трейдот Весбрук викам, викам готово ова и стварно еве. Ама Харден беше главен играч во Хјустон. И сега ти му носиш на него Расел Весбрук му го носиш. Харден е играч и нормално дека ќе има секаде сака да биде Харден играч. И Харден е играч кој што јас како тренер ако се гледам, би го ставил Харден со послаби играчи, со рол плеер, со бенч warmers. Ме разбираш, значи некои играчи кои што со Карусо ќе го ставам, со Далтон Кнег, со некои што се Харден е добар за екипа како Пистонс. Добар е екипа каде што нема други звезди. Па тоа затоа што ќе се конфликти се додека играат и сега кој ќе шутира, дали Харден, дали овој. Нема ти ја подам. Па ќе се скараат, па ова по она и па истото беше малце. Да. Сега шалтаме, ама таква е епизодата сега што да правиме. Истата беше ситуацијата у ПСЖ. Меси, Неймар, Ембапе. Не работеше, не функционираше. Плюс Донарума таму, Рамос, кој све не. Да. И сега Рамос капитен во Реал Мадрид беше. Отиде во ПСЖ, сака да биде лидер, сака да биде капитен. Ама не може, тука ти е Меси, тука ти е Ембапе беше. Кој ќе води? Ембапе беше звезда. Добро, Ембапе со Неймар у исто време отидоа во клубот, ама Ембапе со Неймар до негде има разбирање. Хемија има. Сега има некој Кавани со Неймар, па кој да изведува пенали, па ова, па она. Некако тоа се реши, ама веќе кога дојде Меси, сега имаш многу проблеми со хемистри, со слагање. Не знам дали Меси е таков играч, ама цел живот у Барселона, он главен играч, сигурно му сметало да дојде во ПСЖ и да го сметаат као сега ти си нов играч, као ти треба да се покажеш сега. А кој е Меси да се покажува, 20 години игра, сезона по сезона дава страшни резултати и ти да му доеш на Меси да му речеш ај покажи резултат, па ќе бидеш, не знам, лидер или ќе шутираш пенали слободни. Нормално дека истото и со Роналдо. Отиде во Јувентус. Да. Сакаше, мислам, он све шутираше слободни пенали, све тоа, немаше кој друг, ама пак нова средина, ново ова, не можеш одма така да се однесуваш како во претходниот тим, кај што си бил. Го имам тоа сетено, еве да можеби глупав пример, ама ќе спомнам еве кога играме ние фудбал. Добро. Океј сега да имаш ти двајца играчи напред, тројца играчи, океј, да. Добро, не, тројца се многу више. Ама да ги ставиш, еве сега јас како послаб играч, го имам сетено тоа во фудбал. Ќе играме со двајца, тројца што се јаки, ти од моја или не знам некој други, сега да не ги спомнувам, што се наши луѓе. И сега јас на пример ќе дојдам до топката еднаш два пати и толку од сите 50 минути. Добро. Затоа што сите јаки играчи 90% од времето имаат топката и одат напред и даваат голове и јас позади сум како ќе просперирам. Разбираш? Браво, браво, не си нормален. Или поздрав до другарот, ќе морам да го спомнувам пошто ми е смешно. Шутира у статива, утриња, и јас сум позади него, ми се врти. Вика, сакав на тебе ти подадам. Браво. И знаеш како, вака му направив и почна да ми се правда, ама знаеш, добро, викам, окей, мислам. Не се лутам, ама многу, како да кажам. Климе, знаеш, требаше преска да снимаме подкаст со гостинов, ама знаеш, ај. А што ти беше поентата, што како да релейтнеш со тоа? Па со Харден, со тоа што зборевме со ПСЖ, дека па сакам да кажам дека сега на пример, еве јас сум, не знам. Како ти кажам? Не знам, еве, јас сум Весбрук, така? Добро. Јас сум Весбрук, доаѓам од Хјустон. Дечки, јас сум добар у баскет, знам ова, знам она. Јас ќе правам се. И ми доаѓа Харден ми вика, не може, јас ќе правам. И сум као, добро, ајде, прави ти. И му дозволувам, прави. Ај сега може по моје, не може. Ако гледаш утиња, ја губи топката, не му иде, може са рокада да направиме. Не може. Јас сум системот, јас сум главниот. И ти ќе му речеш што ти е проблемот, кој си ти бе држи, ги утна си 9 од 10 ги утна кошари, ти ќе ми кажеш на мене. И сега јас од динат ја зијам топката, не му ја подам, и он после на мене ми се понаша. Ти бе, свеѓаш, значи се губи кога почнуваат емоциите да играат, нели, нервоза, фрустрација, готово толку се губи фокусот. А посебно ако губи екипата и ако треба да се ради тоа губе они уствари, ради таа мискомуникација. И ај не, ај ти, ај не ти.
А овие што се други role players и bench warmers, што да кажат? Они па не ни допрале топката. Чекат под кош. Затоа ќе ги спомнам ПСЖ, ама ќе ги спомнам и Реал Мадрид. Тоа сакав да ти кажам. ПСЖ проблемот беше, нели, Меси, Ембапе, Неймар, нормално. Меси и Неймар се разбираа. Можеби Ембапе беше проблемот, сега не знам. Не, имам читано до негде, ама не до толку, сега не знам стварно. А мислам дека Ембапе сакаше, пошто реално беше одличен, светското го освои. Да. Одличен, имаше голови, даваше асистенции, ова она. Да. И сега ти доаѓаат Меси и Неймар и ти викаат ја ќе шутирам слободни, овој другиот ја ќе шутирам пенали. Ти си викаат добро, ама вајде и ја треба некојаш да шутнам по некој Ама не пенал. само пенали, туку и акција. Акција во напад. Да, па. Ке се бичи, тука беше проблемот. Ке се отвори некој Меси, да речеме. Сега добро, беше... не сум гледал, ама сакам да кажам, Меси ке се отвори, Ембапе води топката и сега го дрибла тој и Меси подај, а не му подава. Тоа беше проблемот. Тука давам аргумент зошто беше Ембапе крив. Имаше премногу акции кај што Меси и Неймар ќе изиграат феноменални дупли пас, ќе изиграат некоја Меси ќе даде некоја феноменална топка, ќе отвори огромен простор у играта ова она. И пример ќе излезат Ембапе и Неймар пример или Ембапе и Меси 2-2 со голманот, 2-1 со голманот. И пример Ембапе ќе шутне, а Меси сам пред гол или Неймар. И ќе утне Ембапе. Имаше баш една ситуација, ја имам гледано на сторила на Инстаграм. Буквално Ембапе искача сам 1-1 со голманот, а Неймар му е лево, буквално празен му е голот пред него, само требаше вака да му ја подаде и онда буквално да ја протне у гол, само да ја пипне требаше само. Да. И он само си ја шутне у надвор од стадион, што се вика. Да. И Неймар реко шутие. И всушност за тоа почна конфликтите, за тоа Меси си вика што правам, дај ки идам у Интер Мајами. Боле ки идам у Интер Мајами. Ама дали мислиш дека тоа што играш во ПСЖ му влијаеше да оди колку клуб во Интер Мајами? Пошто реално Интер Мајами кој си играч? Никој. Освен сега кога дојде од после. Оно ти иде у ПСЖ затоа што се се деси наеднаш тоа со Барселона, што беше. Да. И он мораше наеднаш од нигде никаде да бара нов клуб. Да. И ПСЖ беа првите, можда и единствените што му понудија. Се избрзан. Мислам дека ПСЖ и Манчестер Сити му понудија единствени клубови. Шако отидеш во Сити. Не знам зашто отиду у ПСЖ, вајда за да игра со Неймар, пошто другари беа најдобри, вајда. И не знам, а можда би и ПСЖ да беа единствени во тој период со плата, со можда и парите влијаеле, најверојатно. Сити Меси со Халанд. Да. Ама не знаеме како ќе функционираше тоа. Халанд. Од последа беше. Ама немаше да функционира тоа, мислам дека. Јас мислам дека Меси отиду у ПСЖ за повеќе за да лабави и да се спреми за светското. Тоа е моето мислење. А и на повеќето искрено. Кога ќе правам муавет со другари, со некој пример не сум се видел одамна, па ќе седнеме ќе правиме муавет, зашто правиме муавет? Ај за фудбал. Да. И пример правиш муавет е примерна тема зошто Меси пример отишол у ПСЖ. На 90% од луѓето што ги слушнам, такво им е мислењето. Отишол у ПСЖ за да не се замара до толку, а да зима плата, нели, да зима пари и да игра фудбал, да не се повредува, да е во форма за Аргентина ова она и да си отиде и да си го освои светското. Што и тоа се деси. Тоа му беше и целта, нели? Целта му беше светското затоа што само тоа му остана. И сега и всушност за тоа после освојување на светското он отиде во Интер Мајами. Да. Затоа што он рече, ако го освоам светското толку, после ќе играм фудбал заради хоби, ради онака, да играм фудбал, да не се рече дека сум се пензионирал. Да. И сега, што ќе кажеш? фората со Интер Мајами, да, рековме дека ќе Интер Мајами, Девид Бекам. Добро. Искрено јас не знам кои се Интер Мајами, освен Девид Бекам. и Девид Бекам е, знаеш кој е Девид Бекам? Добро. Девид Бекам е као дел од управата. Он мислам дека си имал договорено со Меси као години уназад дека ќе игра за неговиот клуб, само не се знаеше кога. Да. И овој го викнал, правиот сакаш момент. ли? Правиот момент си отишол Меси, после Меси си ги повлече, мислам. Да, слушам. Овакво си ги повлече и Бускетс и Алба со него.
па сега може нешто читам Чави како тренер ќе го земат. Као Интер Мајами станува буквално Барселона со retirement players. Со играчи што се пред пензија. Што се, да. Буквално Интер Мајами кој е тимот? Суарес, Меси, Алба, Бускетс. Може ли да трчаат? Имаат ли? Играат, па ете го освоја овој што е како го викаат? Supporters Shield, тоа ти е како у НБА, тој првиот сега што е да освои трофеј. In-season tournament, да. Ама нели не освојува, туку директно плейофс. Да. Епа у МЛС, у таа лига за фудбалот е, освојуваш трофеј ако завршиш прв и после плейофот пак освојуваш уште еден трофеј ако го освоиш пак. Ама Интер Мајами за жал испадна уште прва рунда. Добро. Не знам тоа зошто, ама ете, испадна. Се случува, да. Ама ете, дава резултат. Што се тие играчи Алба, Бускет, Суарес, Меси. Да, не е дека... Одма, значи Интер Мајами Ама не е тоа што биле порано. Пред да дојде Меси, Интер Мајами биле предпоследни. Буквално што би рекол ти се бореле со црвите. Со црвите. Јас сум го рекол тоа. Да, пред некоја епизода. Да, јас бев, да. Ми се враќа. Значи Интер Мајами со црвите се бореле. И сега наједнаш доаѓа Меси, доаѓа Суарес, доаѓа Алба, Бускетс, они освојуваат трофеј. И претходно Лигс кап што го освои Меси со Алба и со Бускетс пред да дое Суарес. Сега Суарес дојде, го освоија Supporters кап. Значи има резултати тоа што носат такви играчи. А ти играчи всушност играат без притисок. Немаат они зошто нема што да се докажат. Нема што да се докажуваат. Што ќе се докажува Суарес, Меси, Алба, Бускетс. Тие немаат и И сега Чави ако го донесат баш ќе биде интересно. Уште да земат да го донесат, не знам, Неймар и фали таму Ракитич и бивша Барселона буквално. Да, Иниеста, ама Иниеста се пензионира. Добро да тренер таму, втор тренер. Да, заменик на Чави. Да го земат Алвес да го извадат од затвор, пошто тој у затвор е. Таму кој Маскерано некој штопери и Барселона 2 буквално. Сега те прашам за Реал, пошто више не газим од времето. Тоа што спомнав Реал? Реал, нели рековме за ПСЖ и Реал Мадрид што ги спомнав. Дека ПСЖ истиот проблем како со Харден и со Весбрук. Да, не, Реал Мадрид се очекуваше да бидат леле колку јака екипа, на FIFA 25 не смее да се игра Реал Мадрид, да. Зошто? Затоа што прејаки ќе бидат. Ембапе, Винисиус. И што гледаме резултат? Ембапе офсайд. Види со главата доле. Види Ембапе не, чекај. Реал не е дека се до толку лоши. Второ место се. Абе не се лоши, ама 6 нешто не клика како порано. 6 поени бегаат Барса. Да. Во Лига Шампиони исто тука се за плейоф битка. Да. Ама тоа што се очекуваше од Реал Мадрид сезонава, кој што гледав од фанови на Реал Мадрид, ќе ги поздравам на сториња што ставаат. Леле, едва чекам да видите што ќе се дешава со Реал Мадрид следната сезона. Леле, ова она. Види, сезоната е долга, уште не се знае. Може да се врати. Може на крај ќе освојат Реал Мадрид, пример тројна круна, со куп, со све, со Лига Шампиони, со Лига. Ама за сега тој Реал Мадрид што го збора не изгледа на страшен Реал Мадрид. На хартија изгледа добро, ама вака. На хартија изгледа страшно ама у пракса види Винисиус, Ембапе, Белингем, Родриго, ајде, добро. Зошто не, Родриго е супер. Ама Валверде како се каже штопер? Германски штопер како се каже? Рудигер. Кој им брани сега Ноер? Куртоа, ама Куртоа мислам дека е повреден. Зошто Ноер го реков? Куртоа, да. Ама не им брани, мислам дека е повреден. Куртоа е повреден. Ама Лунин брани. Ама добар е Лунин, што има? Не, добар е, ама да. Ама не е Куртоа. Фората ми беше со Реал Мадрид, да, пак Ембапе сака да се покаже дека тоа е тој играч што ќе ги врати Реал на старите патеки. Да, премногу се покажува и дали му се греши, еве сега за офсайд, добро. Ја мислам притисок влијае. Да, не емоционално му влијае тоа, пошто не знам, ај кажи ми ти за офсайд, пошто не знам, еве, јас не сум играл фудбал.
Офсайдите со Барселона беа ради линијата дефанзивна на Не Барселона. само со Барселона, и други офсайди, на други надпревари. На други надпревари нема до толку офсайди. Не? Ама на стриктно на Ел Класико против Барселона што Тоа се почетнички грешки, така, офсайди. Толку офсайди. Па да те фатат у толку офсайди, Нели? ајде да те фатат у еден. Не, во Два. еден окей се случува у два. 3, преку сила 4, Ама ама он него колку го имаше? фатија во 8 офсайди. Па тоа нели е Тоа е почетничка тактички, грешка. тоа е тактички мастерклас од страна на Флик, добро? тренерот на Барса. Добро, ама ти како он играч игра нели премногу висока линија дефанзивна. Ама кој играч ти еве Мбапе си нема ти текне, чекај малку, ова да сменам стратегија, пристап. Да седам Нема со барем главата од пред зид да се нив. лупам сега. Да. На пример се игра Мембе, пошто со Ембе знам да се изразам добро. Фрлам тројки утињам, фрлам тројки утињам. И сега до крај на утакмица Влези у кош, не или двочекор. или да ти подадам или да не Или знам влези нешто. у двочекор. Не бе брат, тројки до крај на утакмица Да, ќе да. фрлам. Ме Не, свеќаш? те сваќам, ама не знам, стварно не знам. Му влијае, нели? Не Тоа- сум некој аналитичар, види. Ама, Знам еве, фудбал и се како играч- разбирам фудбал, Ти како ама играч што би рекол дали му влијае, дали не му влијае? Тоа ми беше поентата. му влијае, ја мислам Психички. највише му влијае притисокот. Он сега сака да се покаже, притисок од навивачи, од медиуми. Сега медиумите премногу влијаат, посебно во такви градови како Барселона, како Мадрид, Отвараш Како- телефон, Ембапе ова, Ембапе она. Михен, Да. не знам, Дортмунд, такви фудбалски градови, Лондон посебно, ако отидеш во Англија, Па не, знаеш не само колку да влијаат отидеш. медиумите, Еве, социјалните мрежи. Да речеш еве, дома си, не искачаш надвор, да еве што имам секи сај ќе отвориш нешто музичко она, пап, Ембапе ова, пап, Ембапе она, пап, Ембапе лош, Ембапе Да. ова, Ембапе она. И Точно сеќи е се тоа. Ембапе си викаш добро еве дај преку и ќе фрлиш телефона, Точно ќе е кажеш тоа, дај. точно е тоа. Порано, јас сметам баш Ќе отворам друг акаунт, имам Anonymous. брајано муабет со ова со Томато, поздрав и до него. Ајде, поздрав. Имам Да. брајано ова, порано полесно било да се игра фудбал. Затоа што таму времето? 2005-та, 2000 предходно немало социјални мрежи. Ама не, Медиумите биле не бил- послабо- Не бил толку развиен фудбалот да биде толку гледан. Не бил. Не. Сега Фудбал- тогаш не. Абе, сега и тогаш да, ама тоа фудбалот зборам, е тоа зборам. најгледан спорт цело време во историјата. Да, ама споредба сега со тогаш Да, ама сега ги имаш социјалните мрежи, медиумите Па, ти се тоа ти насегде, зборам, тоа ти папараци, ова, она. да. Предходно не било Бе, на толку телефон ќе развиено. земеш на телефон, ќе отвориш музика, лош си, ваков си, таков си, и ќе си речеш дај бе више леле, знаеш ке ти влијае вајда. Ама предходно медиумите, евентуално само медиумите можеле да влијаат толку. Да. Предходно сега имаш социјални мрежи, имаш медиуми, имаш Страшно. папараци на секаде, имаш Тоа ми е мене. со микрофоните. Што ќе кажеш? Зошто изгубивте вчера? Добро, окей. Зошто утна пенал? Зошто ова? Зошто А не она? смеш да ги одбиеш. Зашо? Не, можеш само да си заминеш, да си продолжиш. А не, во попатот. НБА не смеш. Во НБА ако не се појавиш на она медија, не медија деј туку после надпревар нели имаат ќе те викнат за интервју. Пресконференција. Пресконференција, ако не се појавиш казна имаш таму од парична казна, не, па 1000 добро, евра, ваму- 2000 евра. ваму не одбиваат, се појавуваат на Да, секоја па тоа ти пресконференција. зборам, значи мора Ама се тука појавиш, ти- не сакаш. Ама добро, тука во фудбалот е друго. Во фудбалот тренерот мора да се појави со капитенот. Па еве капитенот си А ти ако замисли. не може нешто капитенот, доаѓа било кој играч, кој може. Пример, Да. не знам, Рудигер. Да. И ќе каже еј да И, изгубивме. и, Не сум и, ја и, пример, и пример, ако го праша него зошто Ембапе, не знам, промашил пенал, он ќе каже, па не знам, прашајте го него. Шо, да. тактички. Тактички ќе му одговори, Да. на политички што се вика. Да, така. Дипломатски. Зашо не ви дојде гости на подкастот? Не знам, прашајте. Прашате го него. јас сам па. Иначе Парава се. сакав Реал Мадрид исти да ги похвалам, затоа што буквално предобра, како да кажам, психички предобро се дигаат од надпревари, ментално, психички. Да видиме, ајде. Од- Видиме што ќе биде. Од во изгубени надпревари од 2:0, од 3:0 се враќале, правеле ненормални пресврти и затоа премногу ги поштувам ако сум за Барса и ако не ги сакам Реал, нека Ја Бостон буквално- не ги поштувам така да. нека банкротира клубот. Ја за ништо не ги поштувам Бостон. Најсериозно, ако сакам некој клуб да се избрише од историјата, тоа е Реал Мадрид. Пластична екипа. Ама за тоа што Добро се. направиле, тоа сака част. Значи не можам да негирам. Да. Кога си е нешто управо си е. Последни 10 години имаат Доминација. 6 лига шампиони. Е. Не се нормални.
Па Дај добро. некој друг нека освои. освои. Иди играј друго. Еве Барселона сега тргна. Ајде се Ајде да надевам. видиме. MVP Ханси Левандовски. Има ли MVP за фудбал? Има. Има најдобар играч. Тоа е Левандовски. UEFA Best Man Player. Левандовски Балондор Балон д'Ор. 2026-та. Ајде се Не, надевам. 2025-та. Па види, он требаше да освои 20-та и 21-ва евентуално. Да. Сега тоа се други дебати. Ја ќе си кажам 21-ва дека Меси си заслужи. Да. Не гајле што ќе зборат. Да. Ама 20-та тоа што беше откажана ради короната, Короната, да. он таа мораше да му ја дадат. Не мораше да има церемонија, само пратете му ја буквално По златната пошта. топка, ја заслужи човекот. Ненормално играше, имаше 16 гола у Лига шампиони. Го сруши, мислам баш таа сезона го сруши рекордот у Бундеслига за голови најмногу у една сезона. На Герт Милер му го сруши. Финални зборови или имаш Пред да завршиме, докажеш? Ајде. сакам нешто да кажам. За тенис, така? Пошто Знам. пошто- Тоа сакам да те не, прашам, пошто ајде финални Надал зборови. ми се пензионираше и Да. сега, Како е чувството да се пензионира твојот омилен играч? брат, искрено сега не знам за кој да најавам. Се пензионира веќе За Надал. Лейкърс. За Или Ле- бел баскет сум си задал. Да, сега. не знам за тие што се навиваат за Леброн заради Лейкърс, не знам што ќе прават. Мислам дека нема да станат фанови. Кажи им ти што кажав јас вчера, ако дојде кој играч во Лейкерс, дека јас ќе најавам за Лейкерс. Знаете самите што ќе кажам, Дончич ако дојде во Лейкърс, нормално дека ќе дојде, некој ќе дојде. Не, бе, Дали не, ќе бе. дојде Дончич, дали Не, јас дали сум си за Јанис? екипата, не. дали Јанис, дали ќе дојде. Не, зборам за играчот. Види, Иначе докажи за Јас предходно сум менјал така во баскет, ама од кога почнав тамо веќе 2017-18 за Далас, викам Ај, за Далас. веќе детски е да менјам екипи, Да. ќе си најавам за Далас више кога сум почнал. Да. А за Барса пример сум од 2005-та, од кога почнав, Е. од кога знам да зборам, брат, од кога сум научил да зборам, Да. Меси. од кога сум Анкар викал Меси. Барселона и Меси, брат, од тогаш сум за Барселона. Иначе за Надал стварно ми е криво што се пензионираше, ама тој ден мора да дојде. Мора некојаш да се пензионираш, така. Добро се. Не можеш да играш вечно. Не можеш од на 80 години ќе играш. Па добро, ама си го гледал толку долго време и Абе, се па одеднаш да. нема да го гледаш. Кога гледам Нема да биде исто и за 15 години види, сигурно. Не сум толку фан на Леброн, ама истото мислам дека ќе биде и за Леброн. Нема да биде исто без него у лигата. Знаеш што? Исто и за тенисери. Сега што се пензионираше Еве Надал- Џоковиќ да се пензионира или не знам за некој. Џоковиќ гајле. Добро, ми ти е. е гајле, ама еве нема да биде исто реално. Не, нема да ми биде сеедно затоа што Или- сум го гледал 15 години против Надал, против Федерер, финалиња ова она. Или еве Дончич да се и чудно пензионира. ми е. Да. За Новицки кога се пензионираше, чудно ми беше. Да. Е па баш сега кога се пензионираше Надал, баш она си го мислам не си го замислувам тој момент, ама ми доаѓа у главата као толку ми е криво што се пензионираше Надал, викам што ќе се деси Меси кога ќе се пензионира. За Роналдо не ми е толку гајле, нека се пензионира досаден. Ама добро и више. Роналдо Ама и за исто Роналдо него. чудно ќе ми биде. Чудно ќе биде Затоа без што него. буквално седиш на Инстаграм или не знам што, Роналдо дал гол за Ал Насер, Роналдо ова направил, Роналдо она Ама направил. не, пак е го има. После Пак е го има на социјални прешалтување, мрежи. да, сега со јутубот. Ама с нови натпревари нема да има. Роналдо дојде на подкаст. Ај не може да. Ај не може. Чим мистер Бист отишол на подкаст? Ајде и ние. Мистер Бист. Кој све не да прашува. Жими се почнав да го гледам, ама нема време и го Подкастот? исклучив, да, ама ќе го догледам некој ден. Сите Баш сакаа сакав, Меси да да. биде. Сите сакаа Меси. Да, абе. И мислам дека Па он го кажа тоа така за да мислат. да, тоа сакам. Буквално многу глупаво го кажа. Ама намерно. Следниот гостин ќе ми биде Break the internet. Ќе го скршим интернетот со него. И кој ќе ти дојде прв на ум, Роналдо со кој? Со Меси. Не бе И си ко со Митра и комшијата. после доаѓа вика ќе дојде еден она нешто и само вика Мистер Бист. Сака сите ко Да, ме заболе заболе за Мистер Бист. Со извиненија вака. Сам добро го имам гледано Мистер Бист и свака му част и на него што све прави тоа. Ама збориме за Добро, фудбал, не за Ама јутубери. да, сега Роналдо е фудбалер, што ќе ми е Мистер Бист у подкаст со Роналдо. Ама ете, човекот си најде Боле втора ќе работа. се деси Буквално- прво I should speed со Памете на Роналдо. Еј, Буквално, викаш. глеј, ќе се пензионира за година две, така? Добро. Си прави подкасти човекот, бе?
му е гајле, што ќе си продолжи пари Знаеш да што си спомна? Вика дека за Леброн го праша, мистер Бист го праша него за Леброн и овој вика, вика, могуче ако можам да играм уште 3 години, можам и со син ми заедно, вика. Лал на цар со син му. Можно е. Да не, тоа е планот. Епа, Тоа е план. ако може, вика ако ми издржат ногата, да. Не, ќе издржи, машина е човекот, ќе издржи. Ќе видиме, Ќе еве. издржи. Не, Роналдо ќе игра уште до светското ќе игра. До 2026 ќе игра. Не знам дали ќе го игра светското, ама ќе игра до светското. До светското. До. После После дали ќе ќе го игра светското? Дали ќе може. Исто и Меси ќе игра до светското, а дали ќе го игра светското не знам. Како Не му е во полза да го игра светското, ама мислам дека ќе го игра баш без притисок ќе може да го игра светското. И може подобри резултати ќе прави со без притисок. Можно. Да ви останува да видиме. А за Надал тоа што кажував, па тоа е тоа. Си се пензионираше човекот. Криво ми е. Ќе дојде нов Надал. Не ми Надал. се гледа сега тенис, ама и види, има се уште добар тенис, Алкарас е тука, Синер е тука. Синер гази у последно време, Алкарас почна нешто да забушава. Да. Има еве нови играчи, некој Бен Шелтон таму, кој друг беше. Овие старите си се тука Медведев, Зверев, Циципас. Кој друг, не знам. Од новиве тек треба да доаѓаат нови тенисери што ќе треба да полека да ги газат стариве овие, пошто веќе овие Медведев, Зверев, Циципас тие се веќе стара генерација, имаат по 27, 8, 30. И кога беа нова генерација, буквално уште губеа од овие, од Џоковиќ, од Џоковиќ, Надал, да, од Федерер. Замислите, губиш од 35 годишен човек. Добро. А ти тек треба да него да го сваѓаш да му речеш ај доста ти е, иди пензионирај се. Ама не, буквално не. Тоа е тоа. Тоа беше истото со, ќе речев, ама за друга епизода. Тоа со Америка со Србија финалето. Деме кај србите да ги победат, ама не, тука Кари, дан, Колку Леброн, изгубија? 30 Исто беше. разлика. Не, А не, ја мислев збориш за финалето. за финалето зборам. За финалето у 2 која беше? 2 Сега беше од 2020. Сега. за олимписки? За олимписки зборам. Мм. Близко беа. Добро. И на крај Кари на финалните минути, цак, тројките. Леброн уште неколку слободни и толку беше. Али Па тоа еве ќе видиме друга епизода. друга епизода ќе разговараме. Пошто- Сагав да кажам како ќе ги гази времето атлетичарија, нели, фудбалериве, кошаркариве, Така и гази нас гази времето за оваа Така и нас не епизода. гази времето за оваа епизода. Мораме да привршуваме така да После епизодава сме на роден ден. шукјур. Ќе се Среќен слави. роден ден. Кој? Ајде. Нине. Девета Среќен епизода. роден ден, Гледате девета епизода, девета интересна епизода, епизода. да. Гледајте го и влогот, ајде. Све Лајкнете. гледајте бе, Све сите гледате. епизоди. Пуштете ги на плейлистата автоматски. Идете вие, шетајте. Нека Да се нека прават збори views, лаптопот, И нека после збори. YouTube, пап. Не знам, ајде ако сакаш. Тоа е тоа, така. Тоа е тоа, немам што да кажам. Немаш Наредна крајни епизода. зборови Крајни нешто зборови за автобусите, за воздухот, Не, до наредна епизода за не спорт, зборам ништо. нешто да кажеш. Имам само како истекат на клима зборовите ќе ги украдам. Like, share, subscribe. Лайк, шер, сабскрайб, така е. Дечки, фала и што гледавте. Тоа, лайк, шер, сабскрайб. Благодарам многу што ја гледав таа Да, епизода. фала ви што гледавте оваа епизода. Бацате лайк. Се надевам дека ќе ги гледате и оваа и останатите. Нека и- бацате и subscribe, 133 subscribери, ајде нова цел 200. Па 200 е следната Ајде цел, да видиме. нормално. До нова година 200, што викаш? Па види, тогаш кога поставиме цел ние побрзо стигнавме. Ај се 500. Не, За види. побрзо. Види. Не, 200. Не, стварно, што мислиш до нова година? 200, сигурно. 200 до нова година? Имам само доверба. Јас ќе Дека кажам 200 некоја глупа бројка, кажам 212. 212 Кој е субскрайбери поблиску части? на 31 декември. Кој е поблиску части? На 31 или на 1 јануар? На 31. На 31. На 31 ќе имам 212. Така. А ти 200 имаш. 200. Ајде да видиме. Фала уште Тоа е еднаш. тоа, дечки. Се гледаме во следна епизода. Нема да биде сигурно влог. Уште еднаш лайк, шер, Или може и subscribe. влог ќе биде. Не знам. Ја не кажам ништо. Ја ги гледам зидовите тоа. Да, убави се викаш. Многу се убави, да. Поздрав дечки. Чао.